Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме денешнава емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска е понеделник 6 февруари 2023 година или 37 ден од ова година која ја започнавме. На почетокот да ги проследиме нашите сервисни информации, ќе кажеме неколку зборови за времето, потоа известување од Автомотосојузот на Македонија и што се случило на денешен ден. Веќе приметувате, зимата навистина ни дојде. Овие денови во Кавадарци во Македонија е поларно ладно, студено е, посебно во утринските часови. 8 во Кавадарци утрово -5, а се чувствува дури -8 или -10 степени. Променливо облачно со сончеви периоди и многу студено. Ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено долж Повардарието и во источните делови. Локално ке дува и над 60 км на час. Во вчерашниот ден имаше некои штети, одрони, односно паѓање на дрва, на бандери, барем во Кавадарци и во некои други градови, навистина дуваше силен ветер. Во Скопје променливо облачно и многу студено со сончеви периоди, ке дува засилен ветер од северен правец. Такви ќе биде температурите и во наредните неколку денови. Еве да ги проследиме температурите. Утрово 8 на -13 во западниот дел на нашата земја, а температурата ќе се искачи до -7. Во Скопскиот регион 8 со -5 до 0 степени, Команово од -7 до -2, Берово ќе биде од -10 до 4, рековме Кавадарци од -5 до 1 степен, Гевгелија од -1 до 3 степени, Пелагонија од -7 до -2 и Охрид ќе биде испод нулата, -8 до -1 степен. Значи, насекаде имаме минусни температури ова утро, едино во Кавадарци, значи во Тиквишијата и во Гевгелискиот регион, во текот на денот ќе допре до 1 степен, односно до 3, но тоа нема ни се почувствува, затоа што се уште е студено, има ветер и ветерот предизвикува уште поголемо студенило. Времето утре ќе биде уште постудено, еве од -16 во западните делови на нашата земја до -12 во Беревскиот регион, тоа се утрински температури. Кавадарци ќе имаме од -7 до 3, Гевгелија од -4 до 4, Охрид и Пелагонија од -9 до 0 степени. Значи во наредните денови, почитувани гледачи, очекувајте студени утра. Еве го имам овде прегледот на температурите во наредните денови, значи утринските ќе бидат од -14 до -5, тоа е температура на 8, па потоа на 9 февруари, на 10 ќе имаме, значи, повеќе од -10 степени, а дневните ќе се искачат до 5, односно до 7 или 8 степени. Така да, еве, јануари беше релативно топол месец, но февруари ја покажува своите заби, зимата ја покажува својата силина токму овие денови, но како е да е, времето е зима, односно зимско. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие јавуваат дека патиштата се суви, релативно се суви и сообраќајот се одвива непречено по претежно суви коловози. Имаме прекин на сообраќајот од 5 часот и 35 минути утрово на автопатот Штип Миладиновци во близина на 3 чешми, ево прекин поради
slučajna saobraćajna nezgoda со смртни последици. Ево, утро имаме тажни вести, значи се случила saobraćajka на патот Štip Miladиновци кај местото Три Чешми. Значи, автопатот е во прекин, но има патишта други каде што возилата се упатуваат. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Верувам дека веќе слушнавте во утринските емисии, почитувани гледачи, дека утрово во Турција се случи голем земјотрес. Еве, најновите информации ги имам овде, па ќе ви ги пренесам. Значи, повеќе од 300 луѓе загинале во Турција и Сирија, иако таа бројка најновата е преку 500 луѓе загинале, откако земјотрес со јачина од 7,8 степени по Рихтер ги погоди овие две држави утрово во еден од најсилните потреси кои го зафатиле регионов во последните 100 години. Уште стотици луѓе се повредени, додека бројот на жртви се очекува да расте, додека итните служби и локалните жители се во потрага по преживеани лица под рушевините во градовите од двете страни на границата. Значи, некои велат дека дури се овој земјотрес почувствувал и во Либан, како што реков, Сирија и Турција. Телевизиските снимки покажуваат шокирани луѓе кои стојат во снегот, во нивните пижами, гледајќи ги спасувачките екипи кои копаат низ урнатините на уништените домови. Земјотресот се случил утрово некаде во 4:17 часот по локално време на длабочина од 17,9 км, а уште еден земјотрес со јачина од 6,7 степени следил после 15 минути. Според нив, земјотресот првично ги погодил градовите Пазарџик, кој се наоѓа северно од Газиантапе, еден од најголемите индустријски градови во јужна Турција. Градот Нурдаги пак бил епицентар на вториот земјотрес. Од Министерството за здравство на Сирија информира дека најмалку 245 луѓе загинале, а стотици се повредени во провинциите на Алепо, Латакија, Хама и Тартус. Сепак бројот на жртви се очекува значително да порасне, бидејќи десетици стамбени комплекси се срушени во големите градови во текот на ноќта, додека најголемиот број од жителите спиеле. Еве голема трагедија, сочувство до сите кои ги изгубиле своите мили драги, се молиме да Бог ги утеши живите. Навистина, ова е голема трагедија во овој дел на светот. Да прочитаме, да видиме што се случило на денешен ден, 6 февруари, во минатите години и векови. Еве, на денешен ден, 6 февруари 1665 година, родена е англиската кралица Ана, која владеела од 1702 година до 1714 година како последен монарх од династијата Стујарт. Кралицата Ана во 1707 година ги обедини Англија и Шкотска. На денешен ден, 1685 година, умрел англискиот крал Чарлс II Стујарт, син на Чарлс I, кој бил погубен во граѓанската војна во 1649 година. Во 1802 година, на денешен ден, роден е англискиот физичар Чарлс Витстоун, пионир на телеграфијата. Тој го пронајде методот за одредување на електричниот отпор, а ги истражуваше и електрицитетот, светлината и звукот. Значи, овој човек, физичарот Чарлс Винстон, е заслужен за многу интересни работи кои денеска ние ги користиме во електрониката. На денешен ден, во 1897 година, грчкиот остров Крит доби автономен статус во рамките на Турското царство. Добро, одиме понатаму. 1899 година, на денешен ден, на Филипините избувна востание против американската окупацијска армија. По
американско-шпанската војна сад ги приграбија и Куба, Порторико и Филипини, што го означи крајот на шпанското колонијално царство. Од секојаш Америка поробувала, ете, во тоа време ги приграбиле, значи, уште во 1899 година, Куба, Порторико, Филипини и кој знае уште колку држави. На денешен ден, 1911 година, роден американскиот политичар и државник Роналд Реган, републиканец, а на почетокот на својата кариера и актер. Тој бил глумец, но беше, значи, и председател на Америка. Добро, еве уште некоја информација. Барам информација за Македонија. Во 1945 година во Скопје почна со работа првата предучилишна установа Орце Николов. Еве уште една тажна вест. Во 1958 година во авионска несреќа на Минхенскиот аеродром загинаа 23 патници, вклучувајќи и 8 играчи на англискиот фудбалски клуб Манчестер Юнајтед. Несреќата се случи по враќањето на играчите од Белград, каде Манчестер Юнајтед играше надпревар во Европскиот куп на шампиони со црвена звезда. Навистина, ја не сум бил роден во таа година, но историјата забележала и сум слушнал дека навистина во таа авионска несреќа страдале и 8 играчи на овој фудбалски клуб од Англија. Во 1985 година во Охрид умре Тодор Зографски, македонски револуционер и општествено-политички работник. И уште една информација, во 1992 година Република Турција ја призна Република Македонија како независна земја. Турција меѓу првите земји кои не призна како држава, бидејќи се одвоивме, значи, од поранешна Југославија и Македонија стана независна држава. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации. Имавме и тажна вест, значи, за земјотресот во Турција, но ќе ги следиме информациите, ќе видиме навистина таа бројка од 400 и некои велат и 500 загинените луѓе ќе се менува, зашто многу луѓе се наоѓаат се уште под рушевините на зградите кои се срушиле. Одеме сега со една христијанска песна да ве поздравиме сите вас, почитувани гледачи. Би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам, кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам, кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме вика,
dom na radostan, ke pojdam ja svo tvoj dom na radostan. После ова убава песна која зборува за надежта, дека нова земја сме сите ние гости, но доаѓа ден кога Господ Исус Христос ќе направи крај на сите проблеми и на сите маки из кои човекот поминува нова земја. Пред да ги читаме, да ги прочитаме капки на мудроста и делови од псалмите Давидови, сакам да ве подсетам, почитувани гледачи, дека во минатиот месец, значи на 18 јануари, почина најстарата жена и најстарата жителка на оваа наша планета на која ние живееме. Најстарата жена почина на 118 години. Еве податоци за неизе. Најстарата личност на светот, француската калугерка сестра Андре, починала на 118 годишна возраст. Нејзиниот пензионерски дом ја потврдува вест во вторникот, објави Reuters. Родена како Лусил Рендон во 1904 година, една деценија пред почетокот на Првата светска војна, таа го добила името сестра Андре, кога се приклучила на католичкиот добротворен ред во 1944 година, една година пред крајот на Втората светска војна. Преживеа две глобални здравствени кризи, шпанскиот грип од 1980 година и во последниве години го преживеала и COVID-19. Кога го прослави својот 117 роден ден во февруари 2021 година, сестра Андре рекла дека не е загрижена за смртта. Не се плашев затоа што не се плашев да умрам. Ја коментираше ситуацијата со ковидот, значи кога се разболела од вирусот. Тој роден ден беше одбележен со торта и молитва. Ги запознав сите оние што ги сакав и му благодарам на Бога што ми ги даде. Фала му на Бога, рече ова жена. Таа беше најстарата жена, најстарата жива личност во светот според светската листа на супер 100 годишници на геронтолошката истражувачка група, пренесува српскиот весник Блиц. Навистина доживеала на убави години, 118 години. Би рекле како библиска личност. Многу луѓе во Библијата се запишени кои доживеале 120-130 години. Човекот е создаден да живее, почитувани гледачи. Меѓутоа, знаеме, болестите, проблемите, па и смртта го скратуваат човечкиот живот. Но како е да е, Господ ќе му го врати на човекот оно што го имал во Едемската градина, да живее вечно, но под услов да му бидеме верни на Бога и да ја добиеме таа бесмртност кога Исус ќе дојде повторно на оваа наша земја. Еве неколку капки на мудроста. Кога ќе излезеш од невремето, нема да бидеш истиот човек кој беше пред да влезеш. Токму за тоа е самата бура. Тишината е вистинскиот пријател кој никогаш не изневерува. Има само една работа која може да ве спречи од остварување на соновите, а тоа е стравот од неуспехот. Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. И еве уште една капка на мудроста. Некои би сакале со туги дамки да ги покријат или измијат своите, или пак во нив да најдат утеха за сопствените дамки. Еве тоа беа капки на мудроста. Сега да продолжиме со читање на 40-тиот псалам, напишан од царот Давид. Бог го одржува слугата свој. Стрпливо чекав на Господа и тој се приклони кон мене и го чу мојот вик. Ме извлече од лизгавата јама, од калта и од тињата. Нозете на карпа ми ги постави, цврсто стојалиште ми направи. Нова песна во уста тој ми кладе, славопој
за нашиот Бог. Мнозина ќе видат и ќе бидат престрекнати, својата надеж во Господа ќе ја положат. Среќен е човекот чија доверба е во Господа, кој не се обраќа кон идоли, ниту кон оние кои застрануваат по лажни богови. Многобројни се, Господе, Боже мој, чудата што си ги извршил, а Твоите планови за нас никој не може да ги искаже. Ако треба да Ти кажувам и за нив да раскажувам, премногу ги има, за да можем да ги објавам. Жртви и приноси Ти не посака, а уште ми ги отвори, ушите ми ги отвори, паленици и покајнички приноси не посака. Тогаш реков, еве ме, Господе, доаѓам, во старите списи јас сум предскажан. Твојата волја сакам да ја извршувам, Боже, Твојот закон е во моето срце. На големите собери правда разгласувам, ете, своите устни не ги затварам. Ти го знаеш тоа, Господи. Твојата правда во себе не ја крием. За Твојата верност и за спасението зборувам. Твојата љубов и вистина не ги притајувам, кога пред големото собрание говорам. А Ти, Господе, не скусувај ми ги Твоите милости, о, вечно вака ме чува, о, вечно нека ме чува. Твојата љубов, Твојата вистина. Зашто безбројни неслики ме снајдува. Гревовите мои ме стигна, очи не можам да отворам, побројни се од влакната на мојата глава, срцето ми го свена. Нека Ти биде мило да ме спасиш, Господе, а, Господе, поитај ми на помош. Нека се посрамотат и нека се збркаат сите кои сакаат животот да ми го одземат, нека остапат во срам, нека потонат сите кои пропаст ми пожелуваат. Нека се ужасуваат од собствениот срам, тие кои мене ми велат, ако така ти треба. А нека се радуваат и веселат во Тебе, сите кои те барат Тебе. Тие кои Твоето спасение го љубат, вечно нека извикуваат, велик да е Господ. Сирот и беден сум јас, Господ нека си спомни за мене, Ти си ми помош и избавител, не доцни, Боже мој. Еве тоа беше 40-тиот псалом, што го прочитавме, почитувани гледачи. Овде царот Давид се обраќа кон Бога и тој бара помош. Тој бил цар, имал своји непријатели, внатрешни и надворешни. Сепак, тој својата надеж целосно ја потпира на Господа. И на крајот тој признава и вели, сирот и беден сум јас. Господ нека си спомне за мене. Ти си ми помош и избавител. Не доцни, Боже мој. Нека и ова молитва Давидова биде и наша денеска. И ние сме сироти, и ние сме болни, оптеретени и физички, и духовно, но Господ нека си спомни за нас, нека не чува денеска, тој нека ни биде на помош и нека не избави од секоја неволја во која ќе се најдеме. Слава на Бога за овие прекрасни зборови. Продолжуваме со песна. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od
početka samo ti si Bog. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Продолжуваме со нашата програма. Почитуваме гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта. Адвентистичко радио што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. И имаме гледачи најмногу од Македонија секако, потоа имаме гледачи од Србија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, имаме од Хрватска, Германија, Бразил, Австралија и од многу други држави во светот. Ве поздравуваме сите вас, а и вие кои ќе следите ова емисија како снимена програма, бидејќи ова програма се снима и се поставува на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Сакам да им честитам роден ден на сите оние кои денеска го прославуваат својот роден ден. Бидете весели, бидете здрави и благословени од Господа. Следува рубриката Вести од светот и денеска вестите ни доаѓаат од Монголија. Веќе кажавме каде се наоѓа таа држава, еве да ве подсетам. Монголија се наоѓа во Источна Азија.
i еден мал дел во Средна Азија. Граничи со Русија, Народна република Кина, потоа граничи со Казахстан. Главниот град на Монголија Улан Батор. Еве да ги проследиме и денешните вести од овој дел од светот. 3 мистерии ги раскажува Бакул Ганболд, човек кој има 30 години. 3 прашања не му давале мир на Бакул. Како мало момче се прашувал зошто коњите се нарекуваат со тоа име, зошто кучињата се нарекуваат кучиња, а волците волци. Меѓутоа никако не можел да одговори на прашањата кои им ги дал овие имиња на животните. На улиците на главниот град во Монголија видел билборди кои изборувале против пушењето. Го прашал својот татко зошто луѓето пушат цигари кога знаат дека тие лошо влијаат на нивното здравје. Таткото само се насмевнал. Не можел да му даде одговор зошто луѓето го прават тоа. Мислите на ова момче се свртеле кон смртта, кога неговиот татко умрел откако му откажале бубрезите. Се прашувал што се случува по смртта, но никако не можел да се одговори на овие прашања. По татковата смрт животот драстично се променил. 16-годишниот Бакул нашол работа на пазарот за да й помогне неговата мајка да ги прехрани 3 помлади браќа и сестри, но и тој почнал да пуши. Еден ден постарата сестра ги повикала преку телефон од Јужна Кореја, каде што во меѓувреме се одселила и му предложила на Бакул да оди во црква. Оди во црквата во Уб, му рекла сестрата. Монголците под Уб подразбираат Улан Батор. Така значи на скратено го спомнуваат градот, го нарекуваат градот Улан Батор. Бакул не бил христијанин и никогаш не ни помислувал дека ќе стане христијанин. Меѓутоа го повикал телефонскиот оператор за помош. Ве молам, дајте ми адреса на некоја Уб црква, изговорил Баку. Операторката му дала адреса и тој пошел да оди во црковните служби. Неколку месеци подосна неговата сестра се запрашала дали оди во црква. Била задоволна кога ја одговорил дека редовно ги посетува богослуженијата, но не и кажал во која црква оди. Како успеваш да пронајдеш време да одиш во црква секоја недела, го запрашала. Во недела, ја запрашал, јас во црква одам во сабота. Неговата сестра била шокирана. Во која црква одиш, брату? Го запрашала. Бакул ја објаснил дека оди на богослужение во христијанската адвентистичка црква. Во црквата една сабота некој ми даде книга која говореше за отфрлањето на лошите навики. Додека ја читав, станував се поубеден дека пушењето представува грев. Во посланието до Коринјаните прочитав: не знаете ли дека вие сте храм Божи и Духот Божи живее во вас, 1 Коринјаните 3:16, но и покрај тоа не можел да престане со пушењето. Еден ден додека бил дома, се заклучил во собата, извадил една кутија цигари и учајнички почнал да се моли. Ако постоиш, Господе, помогни ми да престанам да пушам. Ја фрлил кутијата кон затворената врата. Земајки длабоко здив, почувствувал радост и мир која исполнувале неговата душа. Следниот ден ги претресувал своите джебови и извлекол една запалка. Одеднаш сватил дека целиот ден воопшто не ни помислил на цигарите, целосно изгубил желбата за пушење. Во црквата ја извлекол запалката од джебот и возбудено и рекол на учителката во саботната школа: оваа запалка не сум ја користил веќе 4 дена. Го пронајде Исуса, му рекла таа.
Во првата книга Мојсеева прочитал дека Адам им ги дал имињата на животните. Читал за големата борба меѓу Христа и сатаната, сознавајќи дека сатаната е тој кој ги наведува луѓето преку цигарите да го уништуваат своето здравје кој им е дар од Бога. Дознал дека смртта е како сон без соништа и кога некој ќе умре, тој ја губи својата свест. Се до повторното Христово доаѓање. Му изгледало толку логично. Во Библијата ги пронашал одговорите на своите прашања, набрзо му го предал своето срце на Господа по пат на крштевање. Денес Бакул има 30 години и со својата сопруга е пионир на светската емисија на христијанската адвентистичка црква во Монголија. Тој им сведочи на своите сонародници одговорите на мистериите во собствените животи да ги пронајдат токму во Библијата. Неговиот омилен стих во Библијата се наоѓа во Еремија 29 глава 13 стих. Ке ме побарате и ке ме најдете ако ме побарате од се срце. Еве, убаво искуство на овој млад човек кој на Бакул, кој го пронашал Христа, односно нашол одговор на многу своји прашања кои ги имал во својот живот. Може би и ви имате ваши прашања, почитувани гледачи. Може би имате ваши пороци со кои се борите. Ја познам луѓе кои пушат, се борат, сакат да ја остават цигарата. Но понекогаш таа цигара е појасилна, појака од нив. Еве, и ова момче како нашло решение. Значи, се молил на Бога чврсто, со вера, и Господ му дал сила да ја преброди и ова криза, односно да ја остави цигарата. Му се згадил, едноставно немал повеќе желба. Посет разни упатства, таблетки, некои чаеви, сето тоа добро може да помага во напорот да човекот го остави, да ја остави цигарата, но најголема сила си ти, почитуван гледачо. Ти кој имаш проблем, предај го тој твој проблем на Бога, а Бог ќе ти даде мог, Бог ќе ти даде решение да се ослободиш од тој порок кој не само што удара по джепот финансиски, туку и по нашето здравје. Затоа своите проблеми предај ги на Господа. Ке стекнеш ново искуство. И како ова момче на крајот сторил завет со Бога, многу е важно да се крстиме. Ние може да веруваме, може да го следиме Господа, може да бидеме во се исправни, но ако не го направиме тој последен чекор, крштевањето не вреди. Значи може да починеме во меѓувреме, а свесни сме дека треба да се крстиме, да го сториме тоа што побрзо, да застанеме целосно на Божјата страна. Еве, тоа беа вестите од Монголија за ова утро. Одиме сега повторно со песна. И поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога. Исус ме учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Слушајте глас, Свети Дух тихо ке ни збори, мудар и драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталкам, од се срце му верувам. И сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога. Исус не учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Пејте, пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Тој чекор ми води да не заталкам, од
Од се срце му верувам и сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи, весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Слушај, слушајте глас, Свети Дух тивко ќе ни збори, мудар и драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталка, од се срце му верувам и сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Пејте, пејте на глас, слава појсете да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Пејте, пејте на глас, слава појсете да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Како религиозно суштество, homo religius, човекот од секогаш верувал во надприродни сили. Со убедување дека надприродните сили му даваат живот, човекот им принесувал жртви и празнувал празници. Од друга страна пак надприродните сили се грижеле за плодноста и просперитетот на човекот, но истовремено донесувале несреќи и смрт на поединични луѓе или на целиот народ. И здравието и грижата биле дел од делувањето на божествата. Целиот живот бил во рацете на надприродните сили. Овие погледи биле белег на религиите и културите во старо време. Критичкиот рационализам, филозофскиот натурализам, постепената секуларизација и десакрализација на животот, како и брзиот научно-технолошки прогрес, радикално го промени овој поглед на светот. Денес, верата во Бога и во неговото действување во историјата на светот се сметаат за остатоци од митологијата, израз на незрела религиозност. Скептицизмот и атеизмот го ставија под сомнеш постоењето на Бог. Дури се откажа од Бога. Еволуционистичката теорија на Дарвин го направи Бога потполно излишен. Односот на човекот кон сопствената судбина целосно се промени. Среќата веќе не се смета за дар од небото. Човекот веќе сам треба да ја стекне среќата во својот живот или да се надева на среќните околности во својот живот. Несреќата исто така не се поврзува за Бога. Често пати слушаме, ако Бог постои, тој не би го дозволил злото. Следствено на тоа, многумина донесуваат заклучок дека Бог не постои. Човекот препуштен сам на себе, брзо треба да се навикне на Божјото отсуство. Некои филозофи дошле до заклучок дека постоењето на човекот нема никаква смисла, како што зборува нихилизмот, или дека ние самите треба да откриеме смислата на својот живот, како што учи екзистенцијализмот. Многу наши современици не го наоѓаат одговорот на прашањето што е смислата на животот. Тие бараат нешто што би им дало значење на нивниот живот. Будизмот и трансценденталната медитација, повторното раѓање и верувањето во реинкарнацијата, окултните и езотерични практики одамна се присутни во животот кај многумина. Всушност, луѓето што ги практикуваат овие практики се во потрага по смислата на животот. Религиозниот пазар на можности и речиси огромен. Изгледа само едно се бара ретко. Верата во личниот Бог кој се однесува кон нас како татко пон со љубов и кој во името на Исуса Христа ни подарил спасение и изобилен живот. Еве некои од причините кои што се одговорни за ваквата состојба. Човекот воздивнува да постоеше Бог кој е љубов. Како да ја помирам представата за добриот Бог со бескрајната тага што светот ја познава и ја доживува секојдневно. Огромни природни непогоди, брутални убиства, монструозни мачења, сексуални насилства, неправда во различни области од животот. Списокот е бескрајно долг и тешко е да се побијат овие обвиненија.
Каде е добриот и сочувствителен Бог во тој хаос? Тешко е да се даде задоволителен одговор на овие прашања. Сепак има нешто што изненадува. Повеќето луѓе кои се откажале од верата или ги закотвиле своите срца во интелектуален сомнеш, не се лично засегнати од овие прашања. Оној кој е во тешка ситуација, бара излез и се прашува кој би можел да му помогне. Во такви ситуации многумина од нас се свртуваат кон Бога и очекуваат помош и утеха од Него. Позната изреката: во војна не постојат атеисти. Во тешки ситуации и атеистите стануваат верници. Во тешки ситуации сите го бараат Бога. Извореден пример за ова е Асаф, израелски автор на песни од минатото. Тој се измачувал по цели денови. Неговата состојба била очајна. Огорчен и гневен, Асаф се жали, но на крајот на песната добива неочекуван пресврт. Но јас сум секогаш со тебе. Ти ми ја придржуваш десницата моја, ме водиш во светот свој и ќе ме примиш во твојата слава. Кого го имам јас во небото освен тебе? А кога сум со тебе, на земјата ништо друго не барам. Може да изнемошти срцето мое и телото мое, но Бог е сила на срцето мое и наследство мое. Псалам 73, 23 до 26 стих. Изгледа дека размерот на доживеаната болка и тага ја определува и длабочината на нашата доверба во Бога. Веројатно Фридрих Ниче ја решил загадката. Тој кажал: оној што има причина за живот може да издржи се. Потребно е не да знаеме зошто нешто се случува, туку зошто живееме. Верата го бара и го наоѓа тој одговор во Бога.
očišćen jer voliš me, tako kakav sam. Idem slomljen i bez nade, umoran i očajan, greh me tišti, krivica muči, stidim se da te pogledam, al tu pod krstom ti me čekaš, tvoja milost leči me, sad sam prihvaćen i očišćen jer voliš me, tako kakav sam. Voliš me, tako kakav sam. Со својата човечка природа, Христос го допрел човештвото, а со својата боженствена природа бил поврзан со Божиот престол. Како син човечки ни дал пример на послушност. Како син Божи ни дава сила да послушаме. Христос бил тој кој од грмушката на планината Хорив му проговорил на Моисеја: Јас сум оној што е. Вака ќе им кажеш на синовите Израелови: Јас сум, ме испрати кај вас. Тоа било гаранција за ослободување на Израел. Кога дошол како втор Адам, тој се представил како Јас сум. Детето од Витлеем, кроткиот и понизен спасител, е Бог кој се јави во тело. А нам ни вели: Јас сум добар пастир. Јас сум жив леп. Јас сум пат, вистина и живот. Дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Јас сум сигурност на секое ветување. Јас сум, не плашете се. Бог е со нас. Тоа е гаранција за нашето ослободување од гревот. Сигурност за нашата сила да го послушаме небесниот закон. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, сакам да ви ја покажам книгата од која студентот Александар ни чита во секоја емисија, значи делови од оваа убава книга. Книгата Копнежот на вековите, Исусовиот живот, пренесуваме делови од ова прекрасна книга. Доколку сакате да имате, слободно порачете ја. Книгата е голема, мислам, има доста страници, преку 750 страници, но го опишува животот на Исус Христос, неговото раѓање, неговиот живот, смртта, воскресението, вознесението, тумачење на 4 евангелија од Новиот Завет. Така да, еве, Александар во секоја емисија ни пренесува убави цитати и убави размислувања. Во наредните неколку минути би сакал да ви пренесам еден краток пример на човек кој ја палил Библијата. Знаете, и ова зима овде во Македонија во Прилеп на жало се случи кога еден татко со своите деца го запалија Новиот Завет и таа снимка беше објавена на Facebook и многу критики падна од верските заедници, зошто посегнал човекот да ја запали Библијата и така на јавен начин да се изругува на помалите верски заедници и беше апелот упатен да не ја чита таа нововерска Библија, а всушност не постои нововерска Библија. Една е Библијата за сите луѓе во целиот свет, без разлика на боја на кожата. Еве, и во овој краток пример се зборува за еден човек кој исто така ја палил Библијата, ја мразел од дното на својата душа. И сега вака почнува: ја читам Библијата 2 до 3 пати годишно и секогаш ми се отварат некои нови сознанија. И што се не правев со Библијата? Ја кинев на парчиња, ја горев, ја палев. И Бог беше толку милостив и ми го објасни
своето слово. Божето ветување koje произлегува од неговото слово дека ќе се грижи за нас повторно се исполни. Морав само да возвратам со доверба во неговото слово. Да се држи Бог за збор, тоа стана моја секојдневна вежба. Во многу ситуации ова се покажа точно. И што се не правев со Божето слово, го кинев на парчиња, го палев, го пушев, значи правил цигари од листовите на Библијата, ги кинел, мотал тутун и така правил цигари. Вели, го пушев и Бог беше толку милостив и ми го објасни своето слово. Не само што го имав само во белите дробови, туку наскоро го најди патот до моето срце. Може би токму затоа ја негував таквата блискост со Библијата, сигурно затоа ми е толку многу скапоцена. Кога почнав да ја читам Библијата, во затворот веќе ме посетува многу христијански групи и ми носија купишта книги. Љубезно ми ги препорачуваа книгите Мир со Бога и многу други христијански книги. На моје изненадување, никој не ми рече: Хелми, читај ја Библијата. Сите има добри намери. И во тие книги нема ништо лошо. Може да бидат од голема помош и полза. Но интуитивно знаев, ако вистински сакам да го запознам Бога, нема да читам било какви книги, туку една единствена книга, а тоа е Библијата или Светото писмо. Ако сакам да дознам нешто за простувањето, ја читам Библијата. Исто така за послушноста, за духовната дисциплина, за радоста, за слободата, за Светиот Дух или љубовта кон Бога. Другите книги се важни, но ако сакам да напредувам во верскиот живот, тогаш Библијата е за мене првата адреса на која се обраќам. Ја читам Библијата 2 до 3 пати годишно и секогаш ми се отварат некои нови сознанија. Наистина, убаво искуство, почитувани гледачи, на ова момче или на овој човек Хелми, кој бил лош по карактерот, завршил и во затвор, но Бог тамо му се открил. Имал допир со многу книги религиозни, тие помагаат во изградба на човечкиот карактер. Меѓутоа, како што тој самиот заклучува, и во другите книги пронајдов нешто убаво. Но ако сакам да напредувам во верскиот живот, тогаш Библијата за мене е првата адреса на која се обраќам. Ја читам Библијата 2 до 3 пати годишно. Дали ја читаш и ти Библијата, почитувани гледачи? Дали и вие читате Библијата? Ако ја немате, ние ви стоиме на располагање да ви ја испратиме, да ви подариме бесплатно Свето писмо. Еве утрово ја носам овде спакувана Библијата и ќе оди на адреса во еден град во Македонија. Постојано луѓето бараат Библија и ние им испраќаме и тие се благодарни што можат да имаат таа света книга во своји раце и да ги откријат тие големи вистини на Свето писмо, како што и тој самиот овде пишува, вели, ако сакам да дознам нешто за простувањето, ја читам Библијата. За послушноста, за духовната дисциплина, за радоста и слободата, за Светиот Дух или за љубовта кон Бога, за вистинскиот пат кој треба да го следам, овој човек, Хелми, вели, ја читам Библијата. Затоа читајте ја Библијата. Еве, овде имаме во студиото, ова книга ќе биде и ваша доколку се јавите. Пишете на нашиот телефон, јавите се на нашата адреса, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. Значи, книга Свето писмо, Библија, која е напишена од страна на Божите апостоли, на Божите пророци и денеска е достапна на македонски јазик, кај што може да читаме и да го откриеме големиот план на спасението. Одиме сега со уште една песна, потоа ќе одиме при крајот на ова наша денешна утринска програма. Да
možem bar da povikam kon tebe, Gospode. No moj to srce tvrdove, a kopne po tebe. Moji te oči gleda prazno pred sebe, bez tebe. Duša van te bara, telo ne dava, ne sakam. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika i celom telo eči, pred tvoj te noze kleči i proškam bara moli da go pregrneš, da možem bar da pogledam kon tebe, Isuse. No moj te oči slepi se, a kopne po tebe. I moj to srce plače, se bori za tebe, teško mu je. I duša van te bara, a telo ne čaka da čuje. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika i celo telo eči, pred tvoj te nose kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika i celom telo eči, pred tvoj te nose kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Isuse te sakam, 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 Isuse te sakam. Ali svi da mu zapijeme na Bog. Isuse te sakam, 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 Isuse te sakam.
Благодарам. Еве полека дојдовме до крајот на ова наша денешна програма. Почитувани гледачи, би сакал пред да се одјавиме да ви покажам, да ви рекламирам книгата Мисли од гората на блаженствата. Кратка книга, мала книга, но многу содржајна. Цената е само 100 денари со попуст за сите вас кои ќе се јавите во нашата редакција. Ние ќе ве испратиме по пошта. Книгата е од Елена Вајт и дава коментар на Исусовите блаженства, односно на Исусовата проповед, која тој ја одржал додека бил нова земја. Значи 5, 6, 7 глава од Евангелието според Матеја. Елена Вајт ги тумачи на еден прекрасен начин. И за вас, уште еднаш ќе кажам, кои сакате да имате Библијата, ние ви стоиме на располагање да ви ја испратиме. Еве, пред малку спомнав дека имам овде спакувано Библија, која после емисијата ќе отидам во пошта и ќе испратам на еден наш пријател во еден град во Македонија. Затоа бидете слободни, јавете се, пишете ни, побарајте за вас, за вашите комши, за вашите домашни, за вашите пријатели, Библија, Свето писмо. Имаме и Нови Завет, Библија за млади и целокупна Библија за вас возрастните. Еве, толку за ова реклама за книгите, но вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, вие нудиме дописната библиска школа bibliјата_зборова.mk. Да ја видиме сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека, почитувани гледачи, идовме до самиот крај на денешната утринска програма Добро утро. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Пред да се одјавиме, само уште еднаш да спомнам, да ве подсетам дека рано утрово во Турција, во Јужна Турција се случи голем разорен земјотрес, 7,8 степени според Рихтер скалата, кај што според последните информации има преку 500 луѓе загинати. Значи, тука се случил земјотресот во Јужна Турција помеѓу државите Сирија и Либан. Да се молиме за преживјаните, да Господ им даде сила и здравје да побрзо закрепнат, а они кои ги изгубиле своите мили драги да најдат утеха во Господа, зашто на ова земја сме сите гости и Библијата прорекла дека ќе има земјотреси. На жалост, тоа е дело на ѓаволот, не е дело на Бога. Бог вели, не ми е мила смртта. Бог плаче исто со нас, кога ние плачеме за нашите мили драги, но на ова земја сме гости и зато го молиме Бога, Исуса Христа, да што побрзо направи крај на сите маки, на сите земјотреси и на сите проблеми со кои се постојано среќаваме. Почитувани гледачи, ви посакувам убав ден, убава седмица, бидете благословени од Господа, ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје во петок, со почеток во 9 часот, повторно да бидеме нова Facebook страна, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.